Апсите новинар, бе, што ви е на вас? Абе, пусти го, бе! Што правите, бе, човек? Вие нарекот италијанската држава епи ветар држава. Плачеа деца? Пичма. И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе заволам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинито вие. Затоа ми беше прашањето. Сега, господин Рачковски, вие се конфронтирате со новинариот, дека ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање, ако може. Тоа отворивте главната врата на собранието, која врата ќе отворите за законот за јавно обвинителство? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, у Македонија сум бил. Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во шестото издание на прашањето ми е следно. Издание кое што следува по она кое го прескокнавме за време на божитните празници, бидејќи сметавме дека е поважно тогаш да ги прославиме празниците со нашите семејства, а не да водиме политика. Во шестата епизода на прашањето ми е следно, гостин е новоизбраниот председател на Државната изборна комисија, господинот Александар Даштевски, професор и продекан на универзитетот. Да. Господин Даштевски, добро вечер и честитки на изборот. Добро вечер, благодарам пред се на поганата, благодарам за честитиките и сакам да ја искористам оваа прилика да ги поздравам вашите слушатели, како да кажем, следбеници, гледачи, бидејќи вие за кратко време станавте многу познат и многу голем портал и ова со телевизијата е уште поголем потек, што ретко кој може во Македонија, сите бараат некои фондови од странство, дома и така натаму и затоа не успеваат, а вие успеавте со силата на зборот, односно со информациите кои ги објавувате и затоа јас прифатив да гостувам прв пат во вашата емисија, без оглед што утре ќе даваме свечената изјава во Собранието на Република Македонија, за да искористам приликата да бидам гостин, бидејќи знам дека во четврток ви се ударните емисии. Да. Ви благодарам на пофалните зборови. Прво, ние ги спомнавте фондовите, ние сметаме дека било кој фонд ќе ни ограничи слободата на говор, а ние нашиот слоган е Инфомакс, информации без цензура, затоа ние не сме побарале ниту еден фонд и немаме ниту еден фонд, исклучително комерцијално се финансираме и не прифаќаме никакви услови. Но да започнеме, оваа емисија е за вас. Господин Даштевски, може ли прво на почеток да ни кажете нешто повеќе за вас? Например, би сакал да ја искоментираме вашата биографија. Вие не сте прв пат дел од Државната изборна комисија, практично вие сте дел од сите изборни процеси од почетокот на постоењето на плуралноста во Македонија. Да, така. Член официјален на Државната изборна комисија сте од 2006 година, но претходно се учествувале во сите други, како што кажав. Да. Може ли нешто повеќе околу вашето искуство во Па, како што знаете, јас доскоро бев председател на Комисијата за заштита, односно сега за спречување и заштита од дискриминација, а порано беше само за заштита од дискриминација. И меѓутоа можам да кажам, со професионално се занимавам со тоа, предавам човекови права и така натаму. Меѓутоа, професионално со оваа работа се занимавам, можам да кажам, цел живот. Затоа што уште во првите повеќе партиски парламентарни избори, 1990-та, јас бев на кутии. Значи, го видов тој процес од доле па нагоре, што се вика. Па во 96-та бев за локалните избори во Општинска изборна комисија. Во 98-та бев представник во Општинска во изборна комисија на изборна единица. Тогаш беше мнозински систем, односно тогаш стана мешовит, па после стана пропорционален. А претходно беше мнозински. И во 99-та бе во Општинска изборна комисија за избор на председател на Република Македонија, кога избра
починатиот Борис Трајковски. Значи, постојано сум бил во изборните тела и тоа ми помогна во 2006 да влезам во ДИК, бидејќи без оглед колку да има влијание од партии, тогаш беше професионален состав. Тие што пишуваат секакви информации треба прво да проверат. Значи, тогаш беше професионален, може би имало влијание од една или од друга партија, меѓутоа пишуваше од закон дека составот мора да биде професионален, само председателот се бираше на предлог на опозицијата, затоа што претходно стално имаше проблеми кога беше председателот редовите на власта, а подпредседателот редовите на опозицијата и тогаш немаше добар увид и поради тоа комисијата беше професионално изберена тогаш. И тоа беше најтешко време затоа што тоа беше прва професионална комисија во Република Македонија, пред тоа беше волонтерска и се засноваше само на избори заседаваше. Што е многу тешко исто да се спроведе, поради тоа се одлучи да биде професионално. Законот се донесе и нас не избра некаде во април 2006. На крај на април 2006 веќе беше донесена одлука да се одржат изборите во јуни. И ние имавме само месец дена да го спроведеме законот, значи сите избирачки одбори, општински избори, комисии и така да ги избереме, бидејќи без тоа не може да се водат изборите. Сите работи ние ги извршивме стручно и професионално, тогаш без никакви проблеми помеѓу, да кажеме, членовите, помеѓу тоа дали е некоја структура или не е. И од тогаш многу полесно се одржуваат изборите, затоа што сега само се надополнуваат. Ако на некого му истекнал мандатот, ако некој не се откажал и така натаму, меѓутоа тоа е друго, а друго е кој ги избирате одеднаш сите и сите действија, сите правилници и подзаконски акти да ги донесете во тој месец. Така што тие беа години многу незгодни за водење на изборите. 2006 процесот помина успешно, немаше никакви приметби и ние добивме позитивна оценка од ОПСЕ. Јас бев надлежен за односите со ОПСЕ и поради тоа, бидејќи навремено беа известувани за сите работи што се дешаваат, дали се добри или лоши, и поради тоа добивме позитивна оценка и таа година и после на овие локалните за Сарај што се одржаа 2007 и 2008 година, за мене најтешките избори во историја на Република Македонија, бидејќи имаше уште кога почна изборите едно убиство во Арачиново и имаше, 7-8 ранети во Чаир од Калашников и тогаш сериозно се заостри работите, бидејќи тоа е годината кога Мендук Тачи на еден телевизија и тогаш изјави дека ќе биде касапана. Да. И навистина беше и после ние моравме да поништуваме, бидејќи стварно на терен имаше многу проблеми помеѓу партиите и од тесна победа за ДПА се претвори во малку подобра победа за ДУИ и тогаш се спроведе прв пат тој мајски договор кој има најмногу пратеници, тој да биде во власта кој беше погазен во 2017 година и бидејќи тој беше non-paper, како да кажем, не беше ставен на хартија, веќе не важи. Така што сметам дека моето искуство е пресудно во изборниот процес и покрај овие активности сум имал безброј меѓународни активности. Имам учествувано 2 пати на Voting Abroad конференциите, гласање надвор, на САД по нивна покана и тоа едната се одржа во Минхен, а другата се одржа во Вашингтон, пред да биде избран Барак Обама за председател. Таму цела недела престојувавме и присуствувавме на консултациите кои се вршат за избор на американски председател. Понатаму имам неколку конференции на комисиите на Југоисточна Европа. Тоа се вика ACCC, значи 3C дека Central European Commission. Значи и таму имам присуствувано и на повеќе меѓународни конференции и обуки. Јас сум прв човек во Македонија кој зборуваше за електронско гласање, што многу би ги олестило работите во Македонија. Мислам дека дури сега треба да се отпочне со тој процес. Имавме еден дисконтинуитет на тој план, што не е добро, треба полека со одредени делови да се започнува. И сега во овој мандат се надевам дека нешто ќе направиме на тој план, бидејќи како што го гледав законот и тука е предвидено. Мислите дека со електронско гласање во Македонија би се не само тоа, сега имате повеќе електронски можности. Јас тогаш ни направи една презентација на конференцијата во Рига, една многу јака компанија од Барселона што се вика Skytel,
кои имаат криптолошка заштита на системот и затоа тој не може да никако да падне. Тие го правија и да речеме изборниот модел и електронско гласање на Филипини, држава од 80 милиони луѓе, каде што се све острови. И таму нема шанса да не се направи нешто ако не е електронски. И ги повикаа сите хакери од Азија, а знаеме кај се најаките хакери, да го нападнат. Го нападна и никој не можеше да го пробие. Нели знаеме дека кај нас падна, што не е добро за една држава, меѓутоа се надевам дека се работи за некој технички проблем и ќе видам сега кога ќе влезам во институцијата за што конкретно се работи. Меѓутоа сакам да кажам, уште тогаш ја ги видов предностите. Значи имаше она фингерпринт заштита, тоа е хардвер веќе, не е софтвер. Значи на еден прст, на два прста, на 10 прста. Па имаше voice control, например ќе кажете Александар Даштевски и одма ве наоѓа компјутерот дали сте во списокот или не сте. Па имаше со потпис дека нели лична карта и се потпишуваме. И тоа е како она што се бараше кај нас минатите избори, вештачење графолошко. И тоа имаше за глуви и слепи лица со слушалки, значи под број 1 вие на компјутер да гласат, тоа е електронски. Значи не мора да значи преку интернет. Електронско гласање е све што се гласа на компјутер. Па гласа електронски и во САД, па гледаме дека се случија многу неправилности пред тоа, токму тоа гласање по пошта и електронско гласање предизвика да не кажам сценарио 27 април во САД. Да, во САД е малку од тој аспект ве прашувам затоа што кај нас имаше ситуација кога веб-сајт падна и не работеше цели 4-5 часа за време на денот на избори. И сега ви велите има најдобри хакери во Азија, ама очигледно не се најдобрите, веројатно се кај нас. Не, ама во Азија зборев дека го нападнале филипинскиот и не го пробиле. Филипинскиот, ама не пробале со нашите хакери. А кај нас падна, сега тоа треба да се открие, нели се води постапка и не би сакал да зборувам за тоа, меѓутоа друго сакам да кажам, значи ако имате добар систем, тоа е пола од работата ви е завршена и од секогаш се трудела ДИК да биде прва. Значи уште ја кога сум бил и тоа беа први избори, ми се чини со оглед дека и професионални, каде што ДИК релативно беше во чекор со партиите. Зашто партиите ги добиваат од лице место резултатите и ги објавуваат и први ги знаат, меѓутоа поентата е и ДИК да ги знае, например општинската кога ги преброи, да се јави уште пред да ги донесе, за да може ДИК оние првични неофицијални да ги објавува прв. Да нема дилема за тоа кој води, кој не води и така натаму, па да каже утредента официјално кој победил. Тоа е идејата во ова гласање, што се несува до САД, нели прашањето беше. Тоа е во САД е голема држава, 50 држави се, сите имаат свој систем. И нема само електронско, има и со заокружување, има и со машини, останаа многу држави, бидејќи таму едно време сите беа со машини, со оние машини што се гласа, што се притиска, па се откри во времето на Џорџ Буш јуниор дека нели на Флорида беа местени машините. Така што и они го сменија тој начин и уште го менјаат некои држави, не го сменија, остана. И знаеме дека 25 милиони ливчиња беа нарачени од Кина. Не знам зошто е тоа така, меѓутоа една држава како САД најака економска не треба да си дозволи таква работа, бидејќи нели не изговорот беше дека најевтини се таму во Кина. А фактички за тоа нема цена, демократијата нема цена и требале сите да си ги печатат во САД. Затоа треба да и тоа на се да се внимава за да бидат изборите регуларни. Кога сме кај печатењето имаше на изборите 2016 некои па и потоа на следните изборни процеси имаше доста обвинувања дека дури и во Македонија се манипулира дури и со печатењето на ливчиња. Па нели не се одржаа тие избори, се одржаа во 2017. Да. Во декември 2002 пати се одлага и се одржаа во декември 2017 и тогаш знам дека имаше, а и за локалните избори имаше некои компании од Бугарија што печатеа. Да. И тоа е многу лошо бидејќи не може да се контролира тој процес. Како ќе се испечатат, бидејќи ние овде кога се печатат во Македонија, одиме таму, контролираме да видиме дали тоа добро се одвива. Овде ви ги даваат и вие мора да ги поделите. Па нели се наоѓа на локални избирачки ливчиња од Охрид во Карпош и обратно. Така што сметам дека сега нема да се направи истата грешка од тогаш и дека ќе се избере добра печатница која ќе ја заврши таа работа добро.
се представивте пред гледачите, ја представите вашата биографија, можам да констатирам дека вие сте практично првиот професионален председател на ДИК, професионален со права смисла на зборот, а не она класично политичко решение кое што треба да слуша само наредби од неговата партија. Сметате дека ќе имате притисоци од партијата која што ве предложи да бидете председател на ДИК? Апсолутно. И дали би прифатиле некакво? Да, не, апсолутно не, затоа што сите надлежности се утврдени тука во законот и сметам дека сега, нели знаете дека за разлика од другите комисии, ова комисија имаат 7 члена, од кои мнозинството се од опозиција. Така што јас и да сакам не можам да направам нешто. Од 2017 година, тоаш пред тие избори, па до денеска и другите измени што се правени, улогата на председателот е сведена на, како да кажеме, ќе се употребен секојдневен збор, речник, не професионален, как на англиска кралица. Значи таа има некоја улога, меѓутоа нема некоја посебна улога во англиското општество. Значи тоа е пред се ги организира и води седниците, а се гласа со мнозинство гласови. Секогаш власта, без оглед кој е на власт, има повеќе членови. Да. И затоа не може и да сака некој нешто да направи што не е во согласност со тие одлуки и со законот, не може, бидејќи има мнозинство секогаш власта. По мене, да кажеме, ако се прашувам, меѓутоа тоа е законот, затоа им се чудам ја на луѓето, пак ли партиска, пак ли ова. Па истекува мандатот на комисијата. Законот е тој. Значи се кандидираат луѓето, партиите ги разредуваат и се одлучуваат за еден предлог. Тоа е закон, сега ли им текна, што треба да останеме без комисија 6 месеци, па да се смени законот, па после да немаме време да ги организираме локалните, што е подобро. Така што све е во согласност со закон. И сметам дека ние тука прво и самиот закон вика дека кога ќе ве изберат, без оглед чии предлог сте, вие мора да се занимавате стручно и професионално со таа работа и немате друга опција. Тоа е прво, а второ, за овие инсинуации што тврда дека ете партиски и она, нели во законот стриктно стои дека мора да заверам изјава дека не сум член на орган на партија и јас ја заверив и навистина не сум ни во извршен, централен, месен, општински комитет и така натаму. Да е човек внатре може би има поголеми шанси да лобира. Меѓутоа, претпоставувам дека секоја партија гледа дали тој што ќе биде избран има доволно искуство, дали е доволно спремен и дали е лојален, нормално. Јас во последните години ги застапував ставовите на десницата, на опозицијата предводена, сегашната опозиција предводена од ВМРО ДПМН и претпоставувам дека и за тоа се одлучиле. Значи нема да се одлучи некој што не е лојален, што утре ќе им сврти грб да биде нивни представник, бидејќи нели зборуваме дека ќе биде се во согласно со закон, ама не би требало ни да се прават некои коалиции внатре, значи треба да се има Да, не треба да се работи. прават коалиции, бидејќи функцијата првично ви е заштита на изборното право на граѓаните. Изборното право. Значи поентата е изборниот процес да биде слободен, фер и демократски. Значи прашањето ми е вие треба сега да бидете тој кој што ќе заштити изборното право на граѓаните, ако имаме во предвид дека на минатите избори, на овие сега и на референдумот, ние можевме да видиме гласање за 3 секунди, можевме да видиме еден подкуп по населби, по гласачи. Сметате дека е загрозено изборното право на граѓаните и имате ли начин и план како ќе го заштитите тоа? Па знаете како, ние треба тоа да го направиме во согласно со државните органи и претпоставувам дека ќе имаме добра соработка. Не претпоставувајте, заради тоа што ако ги се следиме од досегашното искуство, не верувам дека... Добро, ама како што ние имаме обврска, нели законски да постапуваме, така и тие органи имаат обврска, зашто не можам ако некој се степал на лице место, ја да одам да интервенирам. Се знае кој интервенира, МВР да интервенира. Значи, информациите што ќе ги добиеме, ние ќе ги проследиме на надлежните органи. И тие треба да преземат мерки, ако не преземат, тогаш ќе има санкции за нив. Тоа е едно, а друго, информациите што ќе ги добиеме од избирачките одбори дека има проблеми и дека има или од општинските изборни комисии, ќе реагираме
ќе реагираме со Тоа е да одветно. поставиме на хипотетичка ситуација, не најнеблагодарно прашање кога ви поставуваат на хипотетичка ситуација, но е да Да. една хипотетичка ситуација. На избирачко место, независно во Кондо, се случува ситуација на која што полицијата не реагира, а знаете дека е прекршено изборното право на граѓаните. Имате сила да имате можност да го прекинете гласањето. Би го прекинале гласањето иако полицијата не реагирала. Па ако имаме можност, ако добиеме правовремена информација, пошто како што реков ти сами тоа се решава за неколку секунди, ние ќе преземеме мерки, да. Затоа што сега на последните избори, затоа ве прашувам, на последните избори имаше многу информации за многу изборни Значи, неправилности. вака, На самите избирачки места полиција немаше Да. никаде. Значи можам да ви кажам за изборите 2006 и 2007, односно 2007 и 2008. Ние тогаш, бидејќи беа малку, значи две општини или прегласување, значи ние сме одели на лице место и сме интервенирали. Тоа било во Сарај, во Кондово, нели се збореше дека Калашникови овој бевме таму, се уверевме дека не е така, и било во општината Рачиново, во околината, на едно избирачко место каде што добивме информации. Меѓутоа тоа беше во време на прегласувањето каде што се јавија, да кажеме, за прегласување околу 200 места, така нешто беше, избирачки, и имаме време да идеме. Кога е масовен процесот, тешко да може да се отиде, затоа што нема време, бидејќи тоа се случуваат работи во цела Македонија, па мораме преку другите избирачки органи, како што се општинските изборни комисии, избирачките одбори, тоа да го правиме. Значи, посредно, не посредно, бидејќи немаме време да... Ако ние почнеме секаде да одиме, процесот ќе се растори. Бидејќи некој треба таму да го контролира во централата. И секој треба да се врши својата работа. Од друга страна, како што кажав, тоа е тело, не треба сега да се зема дали јас ке лично ќе интервенирам. Телото, јас сега во овој момент пред да дадеме свечената, сметам дека е високо професионално, без оглед што има повеќе членови од опозицијата, сметам дека се тоа врвни професионалци. Некој од нив лично ги познавам, например новиот член Оливер Ристовски го познавам како мој пријател од адвокатски денови. И човекот знам дека е професионалец, дека е стручен, така што со такви луѓе може лесно да се заврши работата, да се договори. Сметам дека и тие ќе ги извршуваат своите обврски стручно и професионално, така што како еден колектив би завршиле голема работа. Сметам дека и вториот член, што е предложен од опозицијата, предводен од ВМРО ДПМН, Богдан Стојановски, е врвен професионалец поради тоа што веќе неколку циклуси учествувал во помошното тело на ДИК, а тоа е многу важно затоа што на самото лице место ја видел работата како функционира ДИК. И ги знае сите симптоматични работи кои не ги знаат луѓето од надвор. Јас затоа велам, кога викаат партиски, ние од кај би ги земале членовите? Па и во САД е така. Дел предлагаат републиканци, дел демократи, и видовме дека се појавија тие главните проблеми каде што се гувернери од Демократската партија и не се докажа тоа, нели, да не збориме, меѓутоа таму се појави, така и овде. Значи професионалци ги вршат тие работи. Овие луѓе исто биле, Оливер бил заменик министер за правда, Кондар кој е веќе, ако не се лажам, 4-ти пат член на ДИК, веќе му станал тоа како професионална работа, и другите Шехуе по втор пат председател, од двајца подпредседатели, значи по втор пат подпредседател, од двајца подпредседатели, од целиот избирачки процес, значи се работи за врвни професионалци кои би требале да се договараме за сите работи во согласност со закон. Ние не можеме да работиме, да влечеме нешто што не е во закон. Така што и за тоа сметам дека ќе завршиме добро работата, а што ќе се случи ќе видиме понатаму во избирачкиот процес. Она што сакам да го направам јас во понатамошниот тек на процесот, да бидеме малку потранспарентни. Пошто ништо не се објаснуваше до сега добро и можеби тоа е пречка. За да бидеме транспарентни, морам да ве навратам на критиките кои што ви беа упатени овие неколку дена на социјалните мрежи, по медиумите, некои дел и луѓе кои што се дел од политиката, кои што не би требало во суштина да се мешаат во избор на председател на Државна изборна комисија или да го коментираат. Критиката е главно како дел на како председател на телото за борба против дискриминација, на комисијата за борба против дискриминација. Да. Вие направивте извештај
во кој што се констатира извршена дискриминација врз екс-премиерот Никола Груевски во случајот Тенк. Мислење, да. Вие го ја потврдите дискриминацијата, Груевски таа ја искористи, мислам дека за жалба во Страсбург. Да. Како ќе го коментирате? Значи јас прво би рекол дека, нели, кога се разговараме, видовме кој е мој бекграунд за изборната комисија, а уште можам да кажам прво дека јас докторирав на проблемот на заштита од дискриминација, проучувајќи ги сите изборни комисии, односно комисии за заштита од дискриминација на Балканот, па така по тој повод сум престојувал една недела во Тирана, во Белград, во Софија, во Приштина. Во Приштина не останував, туку одев и се враќав бидејќи е блиско, во Скопје и така натаму. Тоа го прави со врвни професионалци и тоа никој не го спомна. Значи, никој не збори дали сум стручен или не и што сум направил, која е мојата позадина и во таа област, бидејќи ако сум докторирал во таа област, значи сум посветил добар дел од животот и јас тоа го предавам и сега, значи човекови права, заштита од дискриминација и така натаму. И сега фактички они се фатиле за Никола, па за Никола, како јас да сум, мене ме направија и сега ме прават во дик дека нешто ќе се случува, гледате и сами зборувавме дека ние сме, јас сум таму малцинство. И како некој супермен дека јас можам да направам нешто што не може ни супермен да го направи. Затоа што само мене ме зборуваат. Значи тоа било случај каде што е поднесена е пријава од страна на адвокатот на Барање, од страна на адвокатот на Никола и тоа е преку 100 страни. Материјал е доставен. Значи 200 страни материјал најмалку е доставен. И ние не сме одлучувале по тоа, пошто требало време. Материјалот се дели, нели, јас да кажеме, не сум бил во тој предмет. Не сум. Нели ги делиме подеднакво на сите, да имаат јас, па друг, па трет, па четврт, пети и така ги дели. Меѓутоа, околу 2 месеци беа потребни да се проучи материјалот. Од порталите што опишувале до невладини кои се занимаваат со правосудство, нели, коалиција за правечно судење и така натаму и така натаму. До записници од судот, па тие да се види кои се важни, кои се неважни. Вика, ама да е добро, не ги гледате вие сите. Ама ние мораме да ги селектираме најбитните работи. Да. И така се одлучувало. И сега фактички што се случува тука? Тука, како што видовме, кога се изготви мислењето, кој беше на некои 17 страници, со оглед дека има 200 страни доказен материјал, ние не сакавме воопште да се мешаме во судењето, иако, нели, и сегашниот и тогашниот закон дава право на таа комисија за заштита од дискриминација да се занимава со правосудството. Зашто ако не постои тоа, тогаш треба да се откажеме. Бидејќи тоа е огромен сегмент каде што се случуваат дискриминирање на странки во постапката и така натаму. И ние, значи, сме утврдиле прво дека имаме право и сме одлучиле, не сакајки да се мешаме, бидејќи он таму има 12 основи или 14. Не се сеќавам, пошто поминаа неколку години, прво се обидоа дел од тие невладини, кои и сега се занимаваат со тоа, што се претежно финансирани од странство, не ќе да именувам. Па не се финансирани од странство, токму натака ми беше и прашањето. Тоа се дел од оние што ги подржува шарените. Имаме ситуација кога ве напаѓа и ве сега кој ве коментира невладина организација во која што Мила Царовска била председател. И сега мислам која е таа невладина организација. И оно што е дозволете да што оно што е дополнително интересно е тоа што овие невладени организации кои што се борат за човекови права, наводно ве критикуваат зашто вие сте работеле својата работа, практично ве тераат вие да дискриминирате во комисијата за дискриминација, зашто да не се никој не каже дека не е добра таа одлука. Да, него зашто против тој човек. Да. Тоа е нонсенс. Значи, друго, ви го ограничуваат правото на слобода на мислење. Значи, немате право вие да размислувате различно од тоа што го прават тие организации, односно тие дел од невладините организации. Мора така или никако на друг начин, а тоа е веќе неофашизам по мене.
Значи, ако мора така да се ако нема различни мислења, значи за сите ставови и мислења, секој мислење што е спротивно на нивното не сме да неподобно е и тоа е катастрофа. И дел од тие што дури им дадов, еве како сега што разговаравме, им дадов образложение за што се работи, пишува обратно, ги вадеа работите од контекст. И затоа со некои медиуми не сакаме ќе ни да разговарам, ако ги вадите, вие не сте професионални и не можете или ќе информирате објективно или не. Да. И сега што се случува, почнавме за случајот да довршиме и би сакал повеќе за изборите. Да. Значи, тука не сакаме ние да се мешаме. Он тврди таму дека и го навредувала судиката и дека не му давала да ги испрашува сведоците, дека не му давала право да предложи свое вештачење и така натаму 12 уште има. Остои, меѓутоа имаше еден остов каде што му е повредено правото на одбрана и правото да избере своји адвокати. Сам да избере. Значи, тука тоа е спротивно на член 6 од Европската конвенција за заштита на човекови слободи и права и тоа во Страсбург ќе падне сигурно. Ако и ние така одлучиме, дека немало, дека тоа не постоело, а тоа убаво си стои во записникот, значи ние после толку разгледување констатиравме дека тоа си стои во записникот и адвокатот првиот на Никола, сега ги ми заборавив имињата, значи вика дека судија имавме 2 недели судења од 10 сат сабајле до 10 сат навечер. И 2 недели така и ние доаѓавме уредно од 10 сат сабајле до 10 сат, а вие сега ни закажувате у 10 сат сабајле да ја изнесеме одбраната, завршни зборови. Што не е доволно време да се подготви. Друго е вие да се сослушуваат сведоци, па да запишувате, да поставувате, друго е да изнесете одбраната, врз основа на сите факти. Значи, затоа е предвидено тоа доволно време. Да, законски и они не бараат како што беше во случајот Куманово и другите 2-3 месеци одлагање. Него бараат 3-4 дена. И она не му дозволува на првиот адвокат, вториот адвокат негов, и исто вика, не можам утре, имам друго судење, вика, 2 недели сме од сабајле до вечер со клиентот. И исто и на него не му дава. Значи, со тоа го повредува правото на слободен избор на адвокат. Да. Спротивно на членот 6 од Конвенцијата за човекови слободи и права во Страсбург. Да, која ние сме подпишале, прифатили дел од нашето право и меѓународното право. И тоа сигурно ќе падне во Страсбург. Тоа е едно, а друго не му дава доволно време да се подготви за одбраната. Ако вие секој ден сте биле и сега во одговорот кој е на пола страничка се повикува дека кај неја не биле сите тие судења, ама во конвенција цела книга има за тој член. Јасно пишува дека тој што го води процесот мора да биде информиран дека обвинетиот немал доволно време за одбрана. И ние само тие два основа ги земаме и ги пишуваме, никој тоа не го зборува. Никој се слушнале некојаш ова некој да го ја што го реков да го па тоа сакам да кажам. Значи тоа се паушални обвинувања. Се што се обвинувањата е дека Даштевски му дал да. Јас сакам едно да кажам. Значи тоа е донесено една недела пред да се случи тоа бегство. Ние не сме можеле ни да сонуваме дека тоа ќе се случи. Да. Ако се случило да не сме имале доволно време тоа да го направиме, а бегството да се случило, не знам дали би ја донеле таа одлука. Најверојатно не, затоа што нашите одлуки се за дома, не се за во странство. Тоа е една работа и друга работа, во исто време се очекуваше тој да оди на ослужување на казна и да одлучува Врховниот суд, кој одлучи сега брзо. Неколку години не одлучуваше. Значи не било толку итно. И ние за тоа ја донесовме одлуката, да не ја донесеме после кога нема да му треба, меѓутоа кога избега ние сами бевме изненадени. Не можеме ние да гледаме на граф сега дали ќе избега или нема да избега. Ние одлуката за тука ја носиме. И сега последна работа за таа работа е тоа што не верувам дека таму му дале азил баш поради тоа и само поради тоа. Значи веројатно ги гледале и они другите документи кои ги приложил тука. И поради тоа одлучиле како што одлучиле, инаку знаете дека не е само тој случај, имаше повеќе случаи и во Грција, и во Шведска и така натаму, така што тоа е недоверба во тие органи и дека кај нас се уште има политички монтирани процеси, што сметам дека во иднина ќе се смени, а тоа зависи и од тоа дали ќе правосудството нешто ќе се преземе, меѓутоа сега не би зборувал за тоа, бидејќи нели сум во тотално
Да, друга во област. друга. Ке зборуваме за она за што сте дојде. Да. Вие сте нов председател на ДИК и затоа зборуваме за изборниот процес. Како ќе коментирате тоа што Државната изборна комисија практично зависи од Министерството за администрација. Значи, избирачките одбори се составени од членови на администрацијата. Тоа мислите дека е позитивно или дека треба да се промени може? Па не може тоа да се промени, тоа мора да биде така, затоа што таму има голем број на вработени кои се должни да ја прифатат таа обврска, а Министерството за јавна администрација треба да ја овозможи на Државната изборна комисија непречено да ги спроведе изборните активности и да ги пушти од работа тие службеници, бидејќи ако Ова го зборуваме од аспект на тоа што знаеме веќе со години во Македонија се зборува дека јавната администрација практично е партиска војска. И се зависи од тоа кој е на власт, така и јавната администрација функционира. Од тој аспект ви прашувам дали можеби јавната администрација е погрешно да биде дел од изборниот процес бидејќи инклинира кон една или кон друга опција. Па ние ќе се обидиме тоа да биде равномерна застапеност и за такви работи предвидени се санкции. Сега не можеме ние целосно идеално нешто да направиме, меѓутоа све што е во наша надлежност ќе се обидеме, но нема друг начин, тоа се покаже и во историјата, дека не може на друг начин да се обезбедат овие органи, освен од јавната администрација. Имаше нели обиди пола од партии и пола од ова, мислам дека не е толку важно, бидејќи сепак јавната администрација мнозинство дава. И поради тоа, а сите партии имаат и наблюдувачи. Така што ако се организираат добро партиите, сметам дека ќе може добро и да се заврши работата. Тоа значи дека сите наблюдувачи треба да се појават на избирачкото место и да останат таму, да се сменат во текот на денот, бидејќи нели не се сите супермени да можат цел ден да останат. Значи да се сменат еден со друг, 6 сата или 8 сата еден, затоа што нели се отвара во 7, ама порано треба да дојдат на избирачките места и одборите и наблюдувачите, па после тоа до крај на броењето, значи до некаде. Ова е еден аспект на тоа што би можело да биде недостаток во изборниот процес, кој што може да се отвори дебата и да го поставиме како прашање, но како нов председател на Државната изборна комисија, каде до сега или од сега или сега во моментот, да не бидам претенциозен, ја гледате најголемата слабост на изборната комисија? Па јас реков, меѓутоа гледам дека во законот веќе се преземени мерки, дека мора ние малку да се движиме кон светските трендови. Значи мораме малку поголема заштита електронска да поставиме, бидејќи гледате и вие, вашата емисија оди на социјална мрежа. Да. Значи све оди електронски и затоа многу луѓе кои беа ставени во сенка успеа, па така и држави. Да. Значи ние ако обезбедиме заштита, да кажеме утврдиме со по електронски пат дали е тој човек, во зависност од тоа кои електронски средства ќе ги употребиме, веќе е тоа еден чекор напред и се надевам дека после нас, како што го имплементиравме професионалниот закон тогаш во 2006, уште други средства ќе се преземат за да се заштити избирачкиот процес, да нема ни потреба од такви работи, да со полнење на кутии со тоа, бидејќи од тоа зависи и напредокот на Македонија во светот и во евроинтеграциите пред се, затоа што сите го наблюдуваат тој процес и сега можеби нешто на нас ни прави Бугарија проблем, меѓутоа ако ги видиме објективните пречки, ние сепак доцнеме во таа регулатива што е предвидена во Европска унија да се направи и тоа е голем проблем, и да не ни прават пречка, процесот би траел подолго. Че не би се завршил за 5, што е нормално, туку за 15 години. Дека не викаат од 10 до 15. Зошто од 10 до 15? Зашто не од 5? Затоа што треба време сите тие закони да се донесат и да се имплементираат. Значи Макрон прво согледа тоа дека нели не е само да се донесе закон. Вие гледате што се случи со закон за заштита од дискриминација. Јас поднесов иницијатива и падна закон, цел закон падна на Уставен суд како противуставен. Кога вие правите притисоци по секоја цена да се сменат одредени луѓе, значи ние бевме врни професионалци, ја лично изјавувам на емисија да биде запамтено дека никогаш веќе толку професионален состав нема да се избере. Ги гледаме сегашните членови
најдобар член по мене е Ирфан Деари, кој беше член во нашата комисија. Затоа што има искуство од 5 години, каде што ние ја го мрднавме тој процес и го разработавме. Меѓутоа тоа нели на овие не им одговара, па секој зборат негативно. Па добро, има уште Не, од друг аспект сакам да кажам. Тука имаше 5 доктори на науки, еден докторант и еден доктор на медицината. Видите, има и такви случаи, нели, HIV позитивни и така натаму, па не знаеме ние од таа проблематика, он ни кажува. Така што сакам да кажам, ретко кога ќе се избере и тоа со обструкции од дел од невладините кои ги направија и дома и во странство, инаку ние имавме сериозни меѓународни успеси. Јас, како што сте виделе во мојата автобиографија, 2 пати мене Еквинет, тело за еднакви можности на Европска унија, единствено тело во кое ние равноправно учествуваме, а сега поради овој дисконтинуитет што се направи, по секоја цена да се донесе законот, за да се смениме ние, сега можеби ќе не изфрлат, бев избиран како експерт, значи видоа луѓето, бев на неколку конференции, дека Македонија има луѓе кои може да помогнат во тоа. Избира прво 2 години бев избран во телото на Еквинет за изедначување на постапките во цела Европа и затоа реков дека овде постапката не е регулирана. Бидејќи сега телото е професионално, а постапката како ќе работи тоа? Дали ќе решава на лице место, дали ќе повикува странките да се произнесат, тоа е квази судска постапка. Тоа не е решено. Како професионално тело, а немате решена постапка. Меѓутоа не ме послуша. Да не навлегуваме многу во тоа. Да се вратиме на изборите. Граѓаните немаат доверба во изборниот процес, веројатно тоа ви е јасно. Гледате дека едва се излегува 40 на 45% од луѓето да гласаат. Ќе направите нешто да вратите до довербата? Имате план да се врати довербата во изборниот процес кај граѓаните? Па ако работиме вака како што реков јас и но вие ќе имате простори за кампања пред. Мислам дека многу ќе придонесеме да се врати довербата, која инаку не само они не излегуваат сега и поради други причини. Поради летоска не излегува поради пандемијата, се плаше и навистина после тоа многу се разви. Тоа е едно, а друго исто така поради недовербата во избирачкиот процес, меѓутоа јас гарантирам дека ќе направиме се со другите членови, бидејќи ги знам луѓето, не верувам дека толку ќе одат во крајности да има некои проблеми кои би ја довеле во сомневање работата на ДИК, а ние би се потрудиле да ја повратиме довербата, како што реков, како професионалци, а не како луѓе што се предложени од една или друга партија. Мене ме нападна еден член на ДИК овие денови дека не мене, него целата комисија дека била партиска, дека како да не го знаеме законот. Меѓутоа истиот тој член беше партиски предложен и за председател и претходно беше за член и претходно како представник од партија која не била професионална. Така што не гледам начин како на друг начин би ги поставиле работите, реков и во Америка е така. Значи дел се од републиканска, дел се од демократска партија и затоа нели се појавија во Џорџија и другите држави, Њујорк, кај што се сенатори овие демократите се појавија проблеми. Значи, поентата е дека мора тој процес да го водат луѓе кои се професионалци, кои ја знаат таа работа. Тоа е единствено тело во кое не можете вие да пуштите некој човек прв пат во живот и тука да даде резултати. А многу е важен за демократијата во целата држава. Значи, нели, се победува една партија и сега јавни предпријатија, нели, сообраќајни патишта можете да ставите секој, па ако е способен да се снајде и тука треба искуство, меѓутоа од прилика се ставаат партиски луѓе. Овде мора човекот да ја познава работата за да даде добри резултати. И токму поради тоа мислам дека ова тело сега е солидно и дека ќе даде добри резултати. Да го коментираме избирачкиот список, сметате дека барем според мене оној впечаток што го имаме дека избирачкиот список е изворот на сите проблеми на Државната изборна комисија, тоа беше и пред 2016, тоа беше и по 2016. Ќе се прочисти избирачкиот список или сметате дека нема потреба сега? Да, ја мислам дека релативно е прочистен. Значи тоа тогаш беше малку нападно, нели као 500.000 прво имаше фантомски гласачи, па тие се на 300.000 падна, па на 150.000 и на крај испадна дека нема. Меѓутоа, ако се сеќавате, беше спроведена една сериозна акција и тука во главном се прочисти пред изборите во 2017. Најголем дел од избирачкиот список, тоа е процес кој е секогаш ongoing процес. Никогаш не застанува. Значи, секогаш има некој ќе почине,
ќе стане полнолетен, ќе се одсели, некој ќе добие државјанство, нели, па ќе има право на глас. Нели имаме и по заслуги овие спортисти ве добиваат. Лестер Боме Келеп, сега ни честитал нова година православна, значи он имал право да гласа. Значи постојано се менува тоа и тоа треба да се направи исто електронски. Кој како ќе почине, тоа се води евиденција, нели, спартовница се вади, тоа да одат податоци се веднаш во ДИК и да се бришат избирачкиот список и да другите случаи што се. Нема Значи, таков ќе стане. систем сега ДИК. Па мислам дека сега има таков систем, дека Интегриран. ги известуваат редовно за сите такви случаи, така што полека тоа ќе престане да биде проблем, иако се согласувам дека порано беше голем проблем, бидејќи немавме ние систем уште. Нашата изборна комисија по финансирана од UNDP бевме ние на едукација во Љубљана, во Словенија, бидејќи они имаат совршен систем за тоа. И уште тогаш видовме дека електронски таму се ажурира секој ден избирачкиот список. Тоа го прават сите државни служби. Нели? МВР, статистика, судовите, ако има некоја промена, они веднаш внесуваат во системот и системот ги ажурира. Кога сме веќе кај статистиките и кај избирачкиот список се најавува, односно веќе најверојатно понеделник или вторник ќе биде изгласан и законот за спроведување на попис и ќе имаме попис. Организирањето попис е единствена ваква статистичка операција која што е можеби потешка од спроведувањето на избори. Мислите дека Македонија има капацитет да спроведе неполитички процес за попишување на граѓаните? Па јас реков дека нема да навлегувам во другите проблеми, меѓутоа јас лично, ако се прашувам, мислам дека за сега ние не сме подготвени, тоа не е тешко да се заклучи. Не ме прашувам како професионалец, имате големо искуство во функционирањето на државниот апарат, во организирање на слични такви операции, затоа ве прашувам, мислите дека има доволно време да се организира тоа? Како човек кој веќе има сериозно искуство, знам дека последниот попис кој се спроведе беше нерегуларен. 2000-2001 кога се спроведе, беше нерегуларен и се прогласи како таков, нели, сите си отидоа од таа комисија и од тогаш поради тоа не се ни спроведуваше. Така што тоа не е едноставна операција и јас сметам дека треба да се договорат, да се постигне национален консенсус по тоа прашање и да се применат европските методи, да не се оди, нели, сега за инат ќе спроведеме, нема да спроведеме, па не се согласува опозицијата, тоа може да биде сериозен проблем за тоа дали пописот е добар или не, дали сите податоци дали сите луѓе се попишале. Понатаму еве ова што го зборуват, немаме гаранции дека тие што не се тука нема да се попишат или ќе се попишат, затоа што има многу луѓе сега, порано немаше толку, сега многу луѓе има што се отидени во странство. Така што тоа е многу тешка операција и треба да се договори тоа како ќе се регулира и другите детали. Со оглед дека сега со ова сум зафатен, не сум навлегувал многу во таа проблематика и не може многу да кажам, меѓутоа нели сега рековме ќе зборуваме за овие действија. Да се вратиме малку на оние методи кои што се користат за местење на избори, за вметнување на гласови. Оној метод на бугарски воз, имате информации, се користи уште во Македонија и дали, што е поважно, дали има решение за тој метод на местење на избори? Па за се, како што реков, за се што треба да се направи, треба да има политичка волја и сметам дека тој метод постои, да. Постои тој метод. Но имате решение? Затоа го зборевме и за тоа во Бугарија, како тоа ливче се појавило тука. Да. И тоа кој ќе се заврши процесот многу тешко, затоа што не може да има позицијата или власта или опозицијата, значи точни податоци за тоа и кој ќе заврши процесот е како сега што беше со Трамп. Да. Он тврди дека 100% ги наместила, но нема докази. Значи кој ќе се заврши бугарскиот воз, тоа не можете да го докажете и затоа треба да го спречите во корен. А како се прави тој? Прво се откинува едно ливче, така што треба и партиите да преземат мерки, да видат дали сите ливчиња на сите места се горат. Бидејќи ако се откинат неколку ливчиња, тоа веќе може да биде основ за кружење на ливчиња. Да. Така што тоа тука сите фактори, не само ДИК, мора да преземат мерки
за да не се случи. Обично тој човек што стои на стотина метри од избирачкото место и што ги заменува пополнетите со не пополнетите личности, ливчиња, тој треба да биде отстранен од тоа место и нема да има никаква можност за тоа. Да. А за тоа треба, пак реков, да преземат мерки партиите. Некој ќе го види, него треба да го пријави и да се реагира на време да биде отстранет од тоа место, затоа и стои таму полицијата, да не е на самото место. Бидејќи кога немаше полиција, никој не може да ги спречи. Така што тие работи. Така што сметам дека со политичка волја, дека еден од условите за влез во ЕУ е и тој, слободни, демократски, фер и регуларни избори, дека ќе се постигне резултат. Инаку без тоа не. Сега во овој момент не можам да знам. Меѓутоа, тоа е една од најниските форми на недемократски принципи. Недемократско однесување. Така е. И сега фактички, ако тргнеме од тоа, ние се уште имаме она, нели, со шприц, да се шприца раката. Тоа важи само за земји каде што нема уште воспоставено државни нормативи, државен систем, да. Државен систем нема и тоа е претежно во Африка, затоа што не се водат матични книги се уште. И луѓето ги нема во евиденција, нема начин како да се утврди, а јас сега предлагам електронски. А вие немате таму начин, па ги прскаат за да не дојде повтор пат, пошто нема кај да го проведе. И мислам дека ние се уште е тој принцип во законот, да се прснете, па да ве избриш, па да ве сними со. Поново има најави дека ќе се вметнати фингерпринт. Па добро, тоа е би било почеток на нешто што е, нели, веќе во цел демократски свет присутно, веќе постои тоа. Да. Па не е ништо ново. А ние уште со афрички систем. Така што тој систем полека треба да се искоренува, бидејќи за тоа е тој. Ние имаме матични книги уште пред, во времето на Југославија, нели како што викаме, од 45-та година. 45-та што погарите. Имаме матични книги и немаме потреба за тој, а веројатно е тој воведен поради сигурност некоја да дава, ама ја знаете и сами дека врска нема тоа што ги прскаат со тој спреј, па ги со UV лампа, само се губи. Тука по мене тоа е пречка во избирачкиот процес. Ама не беше пречка во Ласкар, секој што гласаа за 3,5 секунди. Па тоа викам сега, значи вие губите време. Мора да го шприците таму кај што гласаат за. Ова тоа е поднај. И затоа кога ќе го пресметате времето, колку ливчиња се ставени од 6 до 7, ви излегуваат на 2 секунди затоа што денаш се ставени тие ливчиња. Добро, имате ли вие можност како председател на ДИК ретроактивно да спроведете истрага за зборови во комисијата и во избирачките одбори за ваквите ситуации, за ситуации за кои што ние до сега немаме јасно решение? Имате таква можност? Тоа е можност има, меѓутоа не е многу тешка операција тоа. Значи реков за Трамп. Тој ги избра врховните судии во главном во неговиот мандат. Не зборувам јас за одговорноста, сакам да кажам, значи за одговорноста на избирачките одбори. Треба да имаме докази, тоа ми е збор. Значи зашто Врховниот суд во САД ги одби жалбите на Руди Џулијани, правниот застапник на Трамп? Затоа што немаа доволно докази. Многу тешко е отпосле да се докажува. Треба превентива. И затоа се прават тие фингерпринтови и други начини на контрол. Да не дојде до тоа. Ако дојде до тоа, тешко се докажува. Бидејќи сами знаете дека избирачкиот процес брзо се одвива. Роковите се кратки, 24 часа, 48 часа за приговори, за жалби и така натаму. Ова е вака, ми звучи помалку дефетистички сега од уште непробано да се откажувате од истрага. Не, ние не се откажуваме, него сакам друго да кажам ја, дека треба да имаме докази. Ако имаме докази, а тоа е многу тешко, ние ќе преземеме се да се, бидејќи некои работи после изборите биле откривани. Имате луѓе што се оседувани после тоа, затоа што се докажало тоа. Значи мора да имаме докази за тоа. Кој го ставил тоа личе, кој го колку има, дали тоа е видено или не е видено, па треба да се отвара, па да одлучиме дали делува на крајниот резултат. Ако имаме таква ситуација во некој избирачко место, а да сме сигурни, а ако тоа не влијае на конечниот резултат, ние немаме законска можност да презимаме ништо, затоа што не влијае на конечниот резултат. Да. Така што тоа е тоа. И сега фактички зависи тоа многу околу. Можат ли повеќе наблюдувачи на едно избирачко место, бројот на, ако се зголеми бројот на наблюдувачи, на пример да влијае врз намалувањето на вакви изборни нерегуларности?
Па се зависи од тоа, значи прво пред се дали тие се заинтересирани, дали се добро обучени, што можат или што не можат да направат, и дали се мотивирани или не се мотивирани, дали се спремни, подготвени или не се подготвени. Значи од тоа зависи. Има значи некои наблюдувачи кои нема ни да се појават, нема ни имаат полномошно, ама не, или пак ќе дојде пак ќе си оди. Дали доволно сериозно ќе се ја сватат работата која им е дадена. И како би се мотивирале според вас тие наблюдувачи? Па тоа мора да го направат партиите во своите редови. Значи јас имав учествувано и во овие избори со неколку луѓе преку невладината организација што имав. И сега фактички гледам дека не само избирачите, туку избирачките одбори не беа доволно подготвени. Затоа што не знаеа точно по закон што треба во одредена ситуација да направат. И сега они кога ќе гласаше, да кажеме, еден за двајца, односно мажот за жената, бидејќи има неписмени, они тоа го дозволуваат без проблем. А поентата е да нели праша прво, па овој да му одобри. И сега јас, пошто на 2-3 изборни места бев присутен, јас им кажував добронамерно, не дека тоа е исто казниво по закон. Меѓутоа добронамерно им кажував дека не треба така да дозволуваат и они ме слушаат. Меѓутоа претходно не беа добро подготвени тоа да го направат. Имаше една многу интересна ситуација, ќе малку да се опуштиме, ќе ја кажам како виц, кога луѓе достигнаа доверба во мене на избирачкото место и дојде човек домаќинот што е таму во школото кај што се гласаше, донесе две неонки бидејќи почна да се стемнува и не се гледа. И овие што не гледаат, има постари луѓе. И он доаѓа кај мене и ми вика: "Господе Сезира, може да ги наместам неонките?" А викам: "Има избирачки одбор. Што ме прашуваш мене, јас сум наблюдувач." Така што имате такви ситуации, така што мислам дека тоа полека треба да се отстранува, бидејќи тие избирачки одбори сега дали се истекол рокот, дали се повторно избрани, има многу искусни луѓе кои може тоа да го направат, ако се сака нормално да се направи. Меѓутоа сепак има и некои нормални работи, гледаме дека овој пат беше тесно. Јас мислам дека овој пат на системот малку ја изгуби довербата. Не знам зошто паднал и како, не викам, меѓутоа многу е проблематично во било која држава. Ќе имате сега можност веројатно да направите истраги, да ги констатирате тие пропусти. Па истрага прави нели МВР, меѓутоа јас ќе имам можност да се запознам со деталите. Да. Вака однадвор век се уште не сте влезени во институцијата. Однадвор сте забележале ли пропусти во работењето на Државната изборна комисија и дали имате решение за истите? Па однадвор не, затоа што нели ние кога бевме, тоа беше јавноста толку заинтересирана на сите седници, доаѓа сите новинари. Сега веќе јавноста не е многу присутна на седниците, не е толку присутна и се информира, ја не сум присуствувал, се информира преку медиумите. Од тоа што се виде, релативно имаше до сега оваа комисија консенсус, така што немаме многу, затоа реков ја ќе работам на транспарентноста. По-транспарентна да биде, за да биде јавноста позапознаена. Значи, од тоа што до сега го гледав во овој состав, не можам да кажам дека сум приметил нешто па да го дискутирам тоа. И затоа сега секој си има некои своји методи, па ја ќе се обидам и затоа викам стручно и професионално, према моите способности и знања, бидејќи ја на некој начин истата работа ја обавував и претходно 4 години, нели, председател на друга комисија, каде што исто водев седници, дневен ред, точки на дневен ред и така натаму. Да си поставам некои своји принципи. За крај да ве прашаме на прашање кој што не интересира нас медиумите, на сегашниот изборен процес, на последниот, практично во последен момент се донесоа измени со кои што се ограничи буџетот кој што може да го користат политичките партии за платен политички маркетинг. Тоа беше и осудено од страна на опозицијата, бидејќи на еден начин се дискриминираше опозицијата да има доволно минути или да има доволни буџети за да може да парира на маркетингот на владеачките партии. Имате можност вие тука да интервенирате и да вратите онаа еднаквост помеѓу власт и опозицијата во политичкиот маркетинг? Јас тоа не го кажав, но многу е важно. Значи сега мислам дека
на крајот на месецот е најавена расправа за новиот изборен законник, односно за измени и дополнување на овој изборен законник. Нели малите партии бараат една изборна единица, бараат цензус, квота, да има од 3 до 5%, ќе видиме колку се изгласа, и ќе почне отворена дебата за сите прашања, па и за тоа прашање, бидејќи ние не можеме да го менуваме закон. Ние дури немаме право ни да учествуваме. Ние можеме само да дадеме мислење да дадеме, и се надевам дека и во тој дел ќе дадеме добро мислење. Ја мислам најдобро би било тоа ако излезе од ДИК, за да ДИК не биде инволвиран во такви работи, ДИК да има извонредни односи со новинарската фела, бидејќи тоа не одговара на нас. Да тоа помине во оваа агенција што и го иницираше тој процес за АВМУ. Да. Значи, фактички за аудиовизуелни услуги. И фактички да ние бидеме на страна од тоа и таму да се договори една соодветна примерна сума која би ги задоволила потребите на медиумите. Не очекува изборен процес за локални избори, ќе биде подготвена соодветно да го истера тој процес? Па јас говорев на почетокот дека ние во 2006 за прв пат во историјата со професионален состав за месец дена сме успеале да организираме парламентарни, што се нели убедливо најважни избори. Сега мислам дека за локални нема да има никаков проблем за 7-8 месеци тоа да го направиме. И дури сметам дека гледам нешто опозицијата бара, а позицијата не вика стриктно не, нели, дека рече премиерот Зоран Заев дека сега да има избори ќе победат убедливо, а му одговори шефот на лидерот на опозицијата, професор доктор Кристијан Мисковски, дека ако е сигурен во тоа, нека организира веднаш па да видиме дали кој ќе победи. И сега можеби до изборите ќе се договорат да има и предвремени парламентарни избори. И тврдам дека можеме и тие да ги организираме и да изстедиме средства на државата да организира 2 пати избори, бидејќи нели исти се избирачките одбори, исто е све. Значи дупло помали трошоци. Оно што го предлагате вие, ако веќе има Не, ја не го предлагам, реков ако се договорат политичките партии, бидејќи ја не можам политички одлуки да носам. Да не се договораат постои локалните за да немаме дупли трошоци. Па се не знаеме, од друга страна па тврдеа до вчера дека ќе има нели редовни парламентарни избори и тоа е веќе друга ситуација, така што ја зборам за ова ако се договорат, а ако не се договорат ќе видиме дали ќе има или ќе не. Ако се договарат, нека се договарат пред локалните за да може да Па ја мислам дека тоа би било да заштедиме на пари. Тоа би било добро затоа што зашто да организираме 2 пати избори, кога може одеднаш или па да си бидат редовни, ако ќе не се договарат. Господине Даштевски, ви благодарам на учеството во прашањето ми е следно. Се надевам ќе имате успешна работа и ќе ги потребите вашите професионални способности да не дозволите да биде нарушено изборното право на граѓаните. Со вас, драги гледачи, се гледаме во недела, во тешки муабети, а потоа се гледаме повторно следниот четврток, кога ќе имаме уште еден интересен гостин. До тогаш, довидување. Апсите новинар, бе, што ви е на вас? Абе, пусти го, бе! Што правите, бе, човек? Вие нарекот италијанската држава епиветар држава. Вашија деца? И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе заволам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинител вие. Затоа ми беше прашањето. Господин Рашковски, вие се конфронтирате со новинариот дека ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање, ако може. Тоа отворивте главната врата на собранието. Која врата ќе отворите за законот за јавно обвинителство? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, Македонија сум бил.